Почитуван технички премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Оливер Спасовски, почитуван технички министер во Министерството за труд и социјална политика, господја Санела Шкрињеј, почитувани представници на Општинскиот совет, почитувана општинска администрација, драги сограѓани, почитувани медиуми. Вела дека граничниот премин е лицето на една држава, а градскиот парк и плоштад се лицето на еден град. Сите ние кои што сме денеска тука сме особено горди на тоа што започнуваме еден крупен проект со кој што ќе го смениме ликот на градскиот плоштад и градскиот парк во Крива Паланка. Како што веќе беше претходно кажано, проектот и средствата се обезбедени од Европската Унија, администрирани од Европската банка, а менаџирани директно од вице-премиерот за економски прашања при владата на Република Северна Македонија. Купната вредност на проектот е над 41 милион денари, а рокот на изградба е 5 месеци. Во оваа прилика сакам да кажам и да потенцирам дека да се раководи со една општина не значи да се гради пат кон личниот успех. Да се раководи со една општина значи да се вложи самиот себе си во се она што значи приоритет на граѓаните. Да се вложиш во капитални проекти, да се вложиш во дела кои што ќе останат за навек траг на оваа локална заедница. Како локална самоуправа и како влада во изминатите 2 до 3 години покажавме и докажавме како треба да се работи посветено за интересите на својот народ, за интересите на својот град, и во оваа прилика сакам да се заблагодарам за безрезервната поддршка која што ја имаме од страна на владата на Република Северна Македонија. Но ова не значи дека ќе запреме тука. Со сите оние проекти кои што во моментот ги реализираме, дали во сферата на локалната инфраструктура, патното поврзување кон Куманово, Скопје, кон Бугарија, она што го правиме после 40 години во руралните средини, со сите оние проекти кои што ги имаме во сферата на изградба на канализациони, водоводни системи, во сферата на детската, социјалната заштита. Сето тоа се проекти кои што на Крива Паланка не и се случиле во изминатите 30 до 40 години. Со ова сакам да упатам порака до граѓаните на Крива Паланка, но и до сите останати, дека ако сакаат на вистина бенефитот кој што го имаме и како ресурс и како локална заедница, а тоа е и насловот на овој проект, да ги промовираме вредностите на Крива Паланка, да го промовираме регионот, да градиме европски вредности, мораме да останеме консистентни и после овие парламентарни избори и да ги заокружиме сите проектни циклуси кои што ги започнавме во изминатиот период. Во таа насока ви посакувам добро здравје пред се справување со пандемијата со COVID-19 и очекувајте уште најава на многу успешни проекти кои што ќе се случуваат токму овде во Крива Паланка, кај што во изминатите 20, 30, 40 години важевме за еден од најнеразвиените региони, а во моментот се стремиме да бидеме ударна точка на коридорот 8 кој што ја поврзува Република Македонија со Република Бугарија. Ви благодарам. Почитувани граѓани на Крива Паланка, почитувани представници на медиумите, кризата предизвикана од пандемијата со короната не ја попречи реализацијата на капиталните инвестиции. Напротив, капиталните проекти продолжија да се изведуваат и тоа со уште позабрзана динамика. Во оваа нова реалност, на тој начин ја помагаме економијата во многу важен период. Денеска сме во Крива Паланка за да го означиме почетокот на капиталниот проект, реконструкција на градскиот плоштад и на градскиот парк. Крајниот рок на реализација на проектот е 20 ноември оваа година и тогаш граѓаните на Крива Паланка ќе добијат градски плоштад и градски парк како што му доликува на еден европски град кој што го носи атрибутот Источна порта на Европа.